Со системски мерки ќе го решаваме сообраќајниот хаос во град Скопје, најави градоначалничката Данила Арсовска на денешниот отчет за сработеното изминатите 82 дена откако е начело на градот. Таа истакна дека од декември на граѓаните им е возможена 24/7 отворена линија преку која администрацијата на град Скопје во постојан контакт со граѓаните и тие може да ги пријавуваат проблемите на дневно ниво и соодветно да бидат решени од службите на брз, ефикасен и транспарентен начин. Ги принаменивме средствата кои претходното градско раководство и советниците ги трошеле по кафејани. Средствата од договорот склучен со 3 гостителски објекти од страна на претходното раководство во вредност од 32.000 евра, сега се пренаменети за бесплатни оброци за граѓани од социјално загорезените категории, преку иницијативата Ретвитни одбор, оброк, Сдруженијето Љубезност и Црвениот крст на град Скопје. Арсовска најави дека во наредниот период од град Скопје ќе имаат тематски пресконференции на кои ќе се презентираат проектите еден по еден. Таа кажа дека е формиран зелен совет кој го сочинуваат експерти, професори и архитекти. Седниците на Советот на град Скопје се пренесуваат во живо, а за прв пат се врши ветинг на директорите. Ветивме чистење на дивите депонии во градот. За прв пат по децении во Скопје се спроведе акција за чистење на дивите депонии, каде што се согоруваше опасен отпад, што представуваше и извор за загадување на воздухот, на почвата, на подземните води. Тоа директно влијае на квалитетот на воздухот, тоа директно влијае и на квалитетот на животот на граѓаните. Првите 82 дена се нивелирани 62 шахти, соопшти Арсовска, а се осврна и на поставувањето на бројчаниците на семафорите и пристапност на лицата со попреченост до сите градски институции.